Се враќаме во студиото, тука го имаме како што најавивме господинот Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојдовте повторно во студио 10. Благодарам на поканата и за можноста да поразговараме за овие актуелни безбедностни прашања. Ние пред околу месец дена направивме една сеопфатна анализа за НАТО самитот, за тоа што може да се очекува од овој самит и еве денеска почнува тој тридневен состанок на шефови на држави и на влади во Вашингтон. Отприлика ми се чини дека ги кажавме и тогаш темите, ајде сега повторно да сумираме што очекуваме од овој самит. Така, од денеска започна 75-тиот НАТО самит во Вашингтон, многу значаен самит и за пред се и за американската администрација како водечка сила во НАТО и за другите и сите членки на НАТО. Мора да истакам дека на овие редовни НАТО самити кои се случуваат на година, на 2 години, се разговара за многу теми, за многу, бидејќи НАТО има сеопфатен пристап за повеќе глобални и светски проблеми, така да се разговара за повеќе области. Јас еве ќе кажам пример, например, минатата година во Вилнус самитот завршната изјава имаше дури 90 заклучоци за 90 прашања. Предходната во Мадрид 2022 имаше 20 заклучоци. Па сега да упростиме или да им дадеме појасно некаква слика на граѓаните што тоа се разговара сега или овие 2-3 дена во Вашингтон, јас ги сублимирав темите по моје согледување во некои 5 области кои се тие за што се разговара сега и ќе ги наведам кои се тие 5 области и ќе дадеме по некоја кратка реченица да објасниме што содржи, кои теми би се разговарале. Па прво, секако топ тема, главна тема ќе биде поддршката за Украина и војната Украина и како НАТО да продолжи да ја поддржува Украина. Втора тема што ќе се разговара секако е за екнување на источното крило на НАТО, визави ситуацијата со Русија и заканите од Блискиот исток и така натаму. Следна тема за која ќе се разговара е здружување на одбранбените ресурси за подобрување на одбранбените ресурси. Четврта тема би била секако зголемување на одвојувањата за одбраната и војните буџети. Следната пета тема би била за уведување, согледување, давање стратегиски насоки за усвојување на нови технологии во НАТО, пред се во делот на вооружувањето. Шеста тема би била соработката со Индо-Пацифичкиот регион, бидејќи НАТО сака да има сеопфатен 360 степени пристап, бидејќи според согледувањата на стратезите во НАТО, заканите немаат граници. И секако ќе биде потврдата како седма потврдата на досегашниот премиер на Холандија Руте за секретар на генералниот секретар. Сега за секој овие 5 области би кажал кратко објаснување што содржат тие. Прво секако Украина. Поддршката за Украина и војната Украина. Гледате, тука сега сигурно од денеска и овие 2 дена ќе се разговара, што е многу важна одлука, да се донесе и одлука за воведување на НАТО мисија, што е многу значајно, досега тоа го немавме. НАТО мисија која би се нарекла за безбедносна поддршка и обука на Украина со седиште надвор од Украина. Што значи тоа? Дека државите ќе се обврзат да формираат штаб, мултинационален штаб од околу 700 луѓе. Седиштето на тој штаб се планира да биде во градот Висбаден, во американската авиовојна база Висбаден близу Франкфурт, во Германија. Од таму би се координира што е целта. Целта е преку таа војна мисија, таа мисија за безбедносна поддршка и обука, како што е наречена, не војна мисија, нели да нема погрешно сваќање, да се координира целокупната поддршка што се дава на Украина од сите држави, бидејќи покрај земјите членки околу 50 држави доставуваат поддршка и помош на Украина. И преку таа мисија би се координирала целата таа помош, се очекува таа мисија да биде воспоставена денес утре на самитот на НАТО. Визави таа мисија сигурно ќе се одреди, што е битно, ќе се одреди висок представник, цивилен представник на мисијата кој ќе биде во седиште во Киев. Следно во таа насока за поддршка на Украина се размислува, веројатно се разговара и ќе се донесе одлука да се воспостави центар за одбранбено образование за анализа и научени лекции од обуката, кој е многу битно при спроведување на борбените дејства. Така натаму седиштето на тој центар се планира да биде во Полска. Во однос на Украина знаеме дека досега околу од 32 членки на НАТО, околу 22 членки на НАТО имаат веќе подпишано безбедносни билатерални договори за одбранбена соработка со НАТО. Тоа се тие некои главни теми кои ќе превладуваат во делот на поддршката на Украина.
Добро, за ова само сакам да ве потпрашам. Да, отприлика тоа го најави, вие ги кажавте сега деталите, Лојд Остин така го најави отприлика ова кога рече Украина очекува добри вести од овој самит. Во однос на Украина сепак вие потенциравте дека сте внимателни во тоа дали се работи за НАТО мисија и каква е тука како вординг се користи, бидејќи тоа е важно, бидејќи Русија цело време вели дека било какво директно мешање на НАТО во војната Украина може да значи војна со Русија. Дали ова Русија може да го интерпретира сепак како директно инволвирање на НАТО во војната во Украина? Една ваков тип на мисија. Она секако дека така и го толкува и така го коментираат со официјалните изјави од страна на Москва. Ali тоа е на некој начин практично институционализирање на ова што до сега се случува. Значи, разбирате, бидејќи подршка и постои, тамо зборувавме пред тој дел од НАТО членките признава дека своји имаат и структури, не уборбените единици, него луѓе за подршка, за обука, за помош за обука на тие сложени системи. Дека праќаат оружје, тоа не се не крие. Тоа е практично ова сега на некој начин институционализирање на сета таа подршка која до сега траеше, али беше малку да се координира и централизира, бидејќи НАТО има и проблем тука, не се реков, не се само НАТО членките 32, него 50 држави од светот доставуваат помош и координација, и тоа треба да го координирате, да од еден центар да се усогласи и така натаму како тоа ќе оди. И затоа е таа мисија. Друго, има тука и друго прашање кога ќе дојдеме до оној другиот дел, иднината на НАТО. Мислам дека тука малку и сакаат со оваа мисија, сакаат да е зајакнат позицијата на САД и на НАТО визави Украина, визави некои нови политики у Соединетите Американски држави или за поинако решавање на украинското прашање. И вие сега ќе вас поставите мисија, сите земји членки ќе се согласат на тоа, веќе после тоа малку потешко тоа да го секој да го промени една држава или да дојде некоја водечка да рече прекина мисијата. Али тоа е друга политичка димензија на таа мисија. Али Русија секако дека таков ќе има став, али некако директно мешање. НАТО знаеме дека е инволвиран, дека ја поддржува Украина, не го крие тоа и преку оваа мисија само сака да има да се добие некоја организирана форма таа поддршка и помош. Да. Што е со останатите цели на самитот? Рековме, следно би било заекнување источното крило на НАТО. Тоа е многу битно на целата линија на разграничување сега нели проширено со државите од Финска и Шведска од северот, па Балтичките и централна југоисточна Европа. Што пофаќа заекнување источното крило? Офаќа проверка на применливоста на одбранбените планови на НАТО. НАТО има своји одбранбени планови, не борбени да ги речеме одбранбени планови кои подразбират како ќе ги употребуваат силите во случај на одвраќање или за одбрана. И тие колку планови се применливи и употребливи во случај на вакви или слични или други настапи од непријателски држави како да се брани. Следно, во заекнувањето подразбира како ќе реагираат силите за реакција и за брзо распоредување. Оние сили што ги прокламира НАТО нели од 40 да ги развие до 300.000 војници да има од сите НАТО земји да може брзо да ги распоредите према источните граници во случај нели на некоја агресија или напад така натаму да изведуваат борбени дејства. Тоа е и следно да се подобри мобилноста помеѓу тие сили, условите како ќе функционираат и логистичката поддршка е многу битно, бидејќи тоа е големо сложен процес, може да замислите сега и од горе од Финска па до доле до Грција, вие сето тоа да го координирате на некоја замислена линија разграничување со некои замислени потенцијални непријатели, како логистички сето тоа зади да го поддржувате со сили, патишта, возила, средства и така натаму, па видовме пред некој ден изјава овде и за нели Македонија со дел од регионот овде државите ќе подпишат договор за координирање на логистичката мобилност. Таа е во таа насока на подобрување на таа севкупна логистичка поддршка на НАТО силите визави тоа источно крило. Следна тема за која област за која мислам дека ќе се разговара е зајакнување на одбранбените ресурси, е многу битно, бидејќи видовме какви проблеми има војната индустрија да произведе на време или не може да произведе она што е потребно во вакви војни услови. Што офаќа тој дел зајакнување на стратешките одбранбени ресурси? Да, на пример, сега НАТО примети дека со војната Украина заостанува во војното производство за Русија, особено за гранати, за муниција, за некои работи кои мораат брзо да се групирав како област, тука би влегло тоа што го велите вие, подобрување на одбранбената индустрија, подобрување на изработката на производството на критични вооружени системи, нели како што беше артилерија, муниција, беспилотни летала и така натаму.
тој дел и многу важно зајакнување на партнерството со приватниот војно-индустријски комплекс меѓу државите. Бидејќи гледаме дека државните фирми, предпријатија и така натаму сегде тие што се војни, невојната индустрија не може се да произведе и се повеќе се инсистира на тоа приватно партнерство со приватни фирми од војната индустрија за да може да се произведе тоа што се планира. Тоа е таа трета тема. Следна тема би била секако зголемување на издвојувањата за НАТО. Знаем дека од 2006 на тој министерски состанок на министрите на НАТО е донесена одлуката да се минимум 2% издвоја од бруто друштвениот проizvод за одбранбениот и војниот буџет. Од тогаш до сега до минатата година само 11 држави, минатата година 2023 само 11 држави од 30 тогаш членки на НАТО издвојува 2% или повеќе од 2%. Сега се планира со крајот на оваа година да биде бројката биде 23 држави да може да издвојуваат повеќе од 2%. На врвот се Полска нели со 3,9%, па Соединените американски држави 3,7%, па Грција и така натаму, па надолу до сите 32 држави. Значи, заложбата е тоа мора да се постигне и така натаму и во таа насока се оди да мора да се постигне. Тоа беше, знаеме, нели, заложби и на претходниот американски председател и оваа администрација тоа го бара. Тоа е во делот на зголемување на издвојувањата за одбраната, но и на трошење поефикасно, по економично трошење на средствата. Бидејќи има нели не домаќинско да кажеме или не економично трошење на тие средства. Следна тема, област за која мислам дека ќе разговара е давање на стратешки насоки за употреба на нови технологии, што е многу битно. Тука влегуваат дигитализацијата, други нови системи, вештачката интелигенција во производството на борбени системи. Следна област за која мислам дека ќе биде многу важна, посебно за САД и за крупните и за јаките членки во НАТО, зајакнување на партнерството со индопацифичките партнери и региони на Пацификот. Што значи тоа, бидејќи тие имаат таков пристап сеопфатен, сака да зајакнат соработката со регионални и меѓународни организации, НАТО сака да пред се Соединените американски држави, Франција, Германија и Англија сака да соработуваат нели и со пацифичките партнери, пред се тука и Австралија, Јапонија, Јужна Кореја, Тајван, така натаму, тука се гледат, се вршат обиди до Индија да се доближат, визави тоа стратешко позиционирање кон Кина. Тоа е таа пета област што реков дека ќе се разговара и ово секако нели очекуваме дека да се потврди кандидатурата на Руте за нов генерален секретар на НАТО. Да, ќе преминеме на еднината на НАТО, но бидејќи зборувавме за Украина, поддршката за Украина, имавме сега една интересна посета, можеби некои велат и мисија на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Тој прво беше во Украина, па потоа беше во Русија, па потоа отиде во Кина, за таму да оди во Вашингтон на самитот на НАТО. Некои тоа го протолкува како еден обид за мировна мисија, па дури се појави некакви информации дека можеби тој и координирано од некои големи сили на тој пат. Тој демантираше, рече дека не настапува во ничие име освен во негово и ми се чини дека некако таа мисија не даде некои видливи резултати, а можеби и има нешто. Вака, видите, тука имаме едне парадоксални ситуации поред мене. Тука имате Унгарија, членка на Европската унија, која за многу држави Европската унија согласно политиката на Орбан, неговата популистичка политика е кошмар за многу европски лидери и европски држави. И тие се членка на Европската унија, ги користат придобивките од тамо, но од друга страна спроведуваат и своја национална политика и практично дури не спроведуваат некои одлуки на Европската унија. Кои одлуки? Тука се однесуваше на одлуките во врска со санкциите кон Русија, го знаеме ставот на Украина, па и на некои држави, али пред се на Украина, која тврде јавно и Орбан и кажа дека нема да ги спроведуваат санкциите кон Украина. Политиката за бегалците исто така. Нема и за економските санкции така натаму, бидејќи сакаше да биде иземена од санкциите кои што беше и Бугарија. И Унгарија е иземена исто како Бугарија за трговија со газ и со нафта со Русија. И во моментот она е еден од големите увозници на руска нафта и газ исто и тоа не го прекина. И тука има незадоволство во Европската унија, али тоа е така. Орбан и сега замите тој со таков негов став да ги штити своите национални интереси, така он тоа да го гледа без оглед што е членка на Европската унија. Сега
и преседава со Европската унија, презема некои политики билатерално или во соработка со неговиот министер за надворешни работи, веројатно во прилог повеќе на Украина, во прилог на Унгарија. Сега гледате што е тоа интересно. Вред тоа вака изгледа и вред човек, он некој од страна кога гледа и би рекол па они се залагате за мир, да прекине војната и така натаму, нели да прекине ова лудило, и изгледа прифатливо. И тоа димензија политичка или да се најде дипломатско решение, што мора сепак да се најде дипломатско решение за војната е вред, него што стои сега, зошто тоа таква офанзива прво Украина, па во Москва, па во Пекинг, а практично тоа Европската унија него прави таква дипломатска офанзива. Гледате сега тука, што стои? Зошто Москва, според мене, што стои за таа политичка дипломатска иницијатива, колку е да е позитивна, што стои друго? Стојат економските интереси и на Украина. Треба да ни биде свесно дека Украина со Русија ги задржа економските интереси, дека има податок од сите фирми во Украина, 10% од сите регистрирани фирми во Украина се со руски капитал. Па сега замислите, ако има 100.000 фирми, кога кај нас имаше 50.000 времето фирми, ако има 100.000 фирми, значи 10.000 фирми се со руски капитал. Понатаму продолжи со увозот и на газ и на нафта од Русија. Русија гради нуклеарна електрана во Украина, има договор за повеќе годишен, и она си ги оствара практично и своите национални интереси преку таа, да наречеме, дипломатска мисија. Зошто со Пекинг? Со Пекинг, посетата на Пекинг. И исто ако гледаме од економски аспект. Не знам колку е познато на пошироката јавност. Последните години Европска унија ради притисокот и санкциите од САД кон Кина ги намалува соработката и инвестициите од Кина кон Европската унија, а во исто тој период се зголемуваат инвестициите во Унгарија. И не е случајно пред месец мај, нели, посетата на кинескиот претседател во регионот ги посети Франција, Унгарија и само Србија. Унгарија во моментот има инвестиции од Кина во вредност од 10 милиарди долари, и пред се во оние сега брзо растечки индустрии што се однесува за акумулаторски батерии за возилата, електричните возила, за фармацијата, за други гранки од индустријата. Во 10 фабрики кои ги финансира Кина во Европа за производство на акумулатори за електрични возила, 4 се градат во Унгарија. Значи, и дури Орбан има прокламирано своја програма отварање кон истокот визави Европската унија, си ја нарекол програма, имаат програма на владата, отварање кон исток, што значи на продлабочување на врските и со Кина, и со Индија, и со Малезија, и со Индонезија и така натаму други држави да си ја развија соработката. Значи, ова дипломатска иницијатива негова, што изгледа на некој начин коректна за да се најде некој решение дипломатско, ја мислам дека е подкрепена и причините се наоѓаат и во овие економски интереси на Украина, а и тоа е таа популистичка политика на Орбан или Маđarска што ја води, Унгарија што ја води и што преку тоа си ги стварува своите интереси. Ја мислам дека тоа е битно да се потенцира. И сега гледате, обично овие председатели вака што се против одлуките на НАТО, нели они се спротисти на воена мисија или праќање војници во Украина од НАТО. И тие лидери обично и на овие самити нели ги игнорираат или демек не се добро дојдени. Не сега после ова офанзива или ваква дипломатски настап на Орбан, може да замислите сега во Вашингтон, место тој да биде заобиколуван или да игнорира некој, тој ќе го бараат сите да седи да разговара, да видиме што разговараше да слушат некоја информација, што разговараше со Путин, што разговараше у Кина и така натаму. Видите он како направи дипломатски пресврт и офанзива една каде што на некој начин, али пред се тука колку се заложил за меѓународниот мир и дипломатија да се најде решение, али во голем дел и си гледа и за своите национални интереси. Се факторизираше самиот себе си. Но не можеме да исклучиме дека сепак тој пренал можеби некои пораки, можеби од американската администрација, бидејќи знаеме дека големите сили така делуваат. Така беше порано, тоа одеше и преку турскиот претседател Ердоган. Тие како формално не разговараат меѓу себе, но сепак разговараат цело време, контактираат. Сигурно Европската унија се огради, тука е помала веројатност, а визави Соединените американски држави или дел од политичарите, односно знаеме дека блиските релации на Орбан со Трамп знаеме дека се многу блиски. И сега како иден потенцијален кандидат за следните избори кој подготвува своја политика и визави конфликтот и војната во Украина, сигурно дека некои пораки или информации ги има и добиено од тимот на Трамп, кој што он ги пренел дали на Путин и дали на Кина и така натаму. Имаше една информација пред околу месец дена
отприлика или повеќе не знам точно, каде што американскиот државен секретар за одбрана Лојд Остин кажа дека се слушнал со својот руски колега, министер за одбрана, дека разговарале и многумина беа шокирани од тоа. Објаснувањето беше дека тоа не е ништо чудно, дека тие комуникации мора да се одржат, не смеа да се прекинат. Црвените линии нонстоп се отворени, но ние рековме минатиот пат. Од една страна продолжува помошта, вооружување, поддршка на Украина да се брани, а паралелно во секој момент се гледа дека е можно да се дојде и да се бара начини за некој мирно решение, да се дојде до прекин на огнот и да се бара некој дипломатско мирно решение. Тие некако паралелно одат двете активности, и војната, двете случувања, и војната, и изнаоѓање решение, па и овие иницијативи од Орбан и така натам, и последните сигнали што ги гледаме и изјави од Путин, од Москва, кои се нелиете дека може да се праќа сигнали дека би седнал да разговара, да се застане со војната, па да бараме некои решение како ќе може да ги задоволат сите страни. Да, во однос на НАТО и на единината на алијансата, овој само се случува и во после последните изјави на Доналд Трамп во однос на алијансата, но и на неговата програма која предвидува малку поинаков развој на страните. Именно Трамп инсистира на тоа европските држави да ги зголемат трошоците за одбрана и неговите изјави одат во таа насока. За Украина Трамп вели би нашло решение за 24 часа во негов еден симплифициран стил, како што вели, или ќе прифатат едно мировно решение каде што ќе се зацртаат отприлика некакви линии и ќе се договорат, а ако не сакаат отприлика, ако не сака Украина, ќе ја прекинеме помош. Ако не сака Русија, ќе ја вооружиме Украина до заби. Некако во негов стил изјави. Дали мислите дека доаѓањето на Трамп за иден председател на Соединените Американски држави драстично ќе го смени изгледот на НАТО алијансата? Да, ова согледување и прашање наше е одлично и треба тако размислуваме долгорочно и што ќе се случува со НАТО, нели, по изборите во САД е многу важно да се анализира и да дадеме некое согледување. Од досегашните изјави од председателот Трамп и од неговиот тим, соработниците и така натаму, може да се заклучи дека сигурно ќе настапат одредени промени визави водството и лидерството на САД кон НАТО. Какви промени? Значи, тие промени ќе подразбираат и промена во концепцијскиот пристап на САД, на НАТО, визави неговата мисија и улога. Па дури имаше изјави од кандидатот од Трамп, идниот кандидат за председател Трамп, каде што вели дека е крајно време да се извршат фундаментални, значи суштински, да изврши фундаментална суштинска ревизија на улогата и мисијата на НАТО. Тоа го изјавува председателот Трамп. Значи, он сериозно размислува доколку победи и стане председател на САД да воспостави нов пристап и нов концепцијски пристап на НАТО и улогата на САД, водејќи го тој НАТО како најака сила. Овие изјави и вакиот пристап може да го видиме и од тие идните советници, од неговиот тим. Тука се позиционирани генерали, советници за национална безбедност, за одбрана, кои ги подготвуваат практично овие документи и идната стратегија во неговата програма. Па има тука и еден документ наречен програма 2025 од неговиот тим, каде што во кој е вклучени наоѓањето решение визави војната во Украина и како ќе изгледа понатаму НАТО. Значи, очигледно е дека доколку тоа, ја мислам дури и со оваа администрација, постојната администрација на председател Бајден одат во таа насока да ја менуваат постепено улогата, али по-мирно, не така драстично, односно да ги принудите и другите европските што е суштината тука. НАТО бара, како што Трамп бараше во претходниот мандат кога беше он председател, европските партнери да си ја зголемат својата улога и учеството во НАТО. Што значи тоа? Тој мора, значи не мисли НАТО, како што изјавува он малку и по-драстично, вели нема ние да ве браниме и така натаму, мора да обезбедите средства сами да се браните. Не, значи тој нема да се повлече од НАТО, али вели нуклеарната поддршка ќе остане од Соединените Американски држави на Европа, али Европа и европските држави, посебно овие големите развиените, ќе мора да преземат борбената моќ на Европа во нивни раце и на НАТО.
со практично на сите копнени сили, и на пешади, и на артилерија, и на инженерија, и на логистиката и така натаму, значи да издвојуваат повеќе. Она спама, значи мора да издвојуваат повеќе, не да се убедуваат повеќе дека мора да има преку 2% од сите, посебно овие дечките 10 држави, најаките силни европски држави во НАТО. Што значи тоа? Дека НАТО и Соединените американски држави велат дека ние безбедност на Европа ќе биде ваша одговорност, ние ќе ви помагаме. Ние имаме и други интереси, бидејќи во националната стратегија на Соединените американски држави безбедностна стратегија се вели нели дека е главен противник, да не кажеме непријател, Кина. Значи нивното тежиште е во Индо-Пацифичкиот регион, каде што треба да издвојат големи средства и да парираат или да можат да се соочат со брзорастечката улога на Кина. За да се направи тоа, вие Европа мора да си ја преземе само одговорност на европските држави, а НАТО да остане тука како поддржувач, али пак потенцирам, вели да, нуклеарните сили, нуклеарната поддршка тука останува е наша, бидејќи тоа го не може да го развиете, али во сето друго ќе мора да вложувате и да развивате. И ја верувам дека доколку Трамп победи на следните избори во Америка од следната година, дека тој нов концепт кон НАТО ќе се воспостави и ќе настанат тука големи промени во тој дел. Од друга страна, дури они поригорозен, вели, сите они држави или членки на НАТО кои нема да таа декларирана заложба, која веројатно и сега ќе се потврди денес сутре, да се издвојува од 2% минимум, од 2% од бруто друштвениот производ за одбранбените буџети и за војните буџети, верувам дека дури тој ќе воспостави политика на рестрикција, не казна, али рестрикција во одбранбената соработка со тие држави членки на НАТО што нема да издвојат 2%. Нели има начини како тоа да се изврши притисок, велам рестрикција, не да ги казнували во соработката, намалување и така натаму, додека не ги принудите тие држави да издвојуваат овој држави од Европа. Да, таму не е толку проблем, ајде да речеме за Македонија, иако Македонија е блиско, ако веќе и не ја постигнавме таа декларирана заложба. Со оваа година се планира на крајот на оваа година и ние ќе бидеме 24-та беше таргетот. Но таму е проблем со поголемите држави кои не издвојуваат, како Шпанија да речеме, кои се огромни држави, каде што има се Германија дури сега последните година се вклучи во тоа. Тука е, значи имаме повеќе држави, рековме овој списокот на држави кои го имаме, го е присутен 11 држави, сега оваа година, по тој притисок се планира веќе 23 држави да бидат, али тука се повеќе од тие 11 и пред тоа беа пред се овие балтичките трите држави, Романија, Бугарија, овие на да не кажеме на линијата на разграничување или како што поранешниот државен секретар на САД велеше на линијата на огнот. Тие држави кои се поблиску тука нели до конфликтните региони, тие издвојува повеќе доле до Грција и така натаму. Затоа и Грција во однос на ова што го спомнавте на стратегиската ориентација на Соединетите американски држави во однос на Кина, на Индо-Пацифичкиот регион, да речеме, знаеме дека војната стратегија и концепцијската стратегија на американските вооружени сили предвидува да можат Соединетите американски држави да водат две војни истовремено во светот, така име стратегиската концепција, но сепак верувам дека би сакале да го избегнат тоа сценарио, бидејќи тоа е едно најрадикално сценарио, најтешко, ајде да речеме изворливо, и затоа сакаат да се ослободат колку можат од теретот на бранење на Европа, Европа сама да си го прави тоа, а тие да се посветат, како што кажавме, на Кина, бидејќи според сите параметри, Русија нема да биде некоја голема закана на Соединетите американски држави, туку тоа глобално, на глобално ниво, ќе биде Кина, секако. Туа се наврата до Пацификот ме подсетивте и за Кина, за Русија заборавивме улогата на нели во случај на Трамп да победи, пак визави нели НАТО и Русија, овој неговите најави за брзо решавање на проблемот и војната во Украина, и тоа би го искоментирале кратко. Да, он изјавува дека согласно неговиот план тој ќе седне на маса, ќе извршат прекин, затоа вели за 24 часа. 24 часа ќе се изврши прекин на огнот, Русија ќе се сложи и ќе седнат на маса да разговараат. Тој вели јавно, вели и неговиот тим, дека да, они ќе исполнат тоа барање на Русија, дека НАТО нема да се шири кон Украина, кон Грузија и така натаму.
Тоа е изјава од тим. Значи, тоа да. е оно што го бара Русија. Визави тоа, Русија треба да ги стопира борбените дејства и да се бара дипломатско решение виза и Украина, па дури во изјавите на Трамп тимо, тамо постои и имате изјави дека вели со Русија ќе се разговара како или на кој начин, дали ќе задржи или не некои делови територија што го окупирала и така натаму. Значи, тука ќе настане едни преговори и така натаму, битно борбените дејства да сопрат, ќе настават преговори како да се направат тие на линии разграничување, од каде би се повлекле сили, не би се повлекле, демилитаризација на тој регион, улогата и идната улога на Украина во меѓународната заедница, така натаму, сето тоа би било на маса во тој план на Трамп. И затоа он вели, јас за 24 часа би ga прекинал. Има некои колеги овде коментираат, тоа е сулудо, не може некој... Он вели ќе прекине, ќе застанат непријателствата и после ќе почнат преговорите. Не може да решите за 24, али може за месец-два преговори ќе најдете решение. За 24 часа може да ги прекинете борбените дејства. Да има примирие, да. Примирие, да се прекинат, да се изгасат оружјата и од руска и украинска страна и да почне да се бара решение. И тоа го заговарат. Сега визави Индо-Пацифичкиот регион. Видете, тука малку сега е чудно, ова затоа имаме тука некои противења од Британија, од Франција имаше тука и така натаму. Сега ние нели евроатлантска организација, посебно ние малите членки во НАТО, па сега се прашуваме малку ние што ќе правиме ние во Индо-Пацифичкиот регион и која е нашата улога како членки на НАТО и што може да направиме, не може ми ништо да направиме со ресурсите, него тоа се интереси на САД и на другите поголеми сили и сега вие како членка треба да гласате, да учествувате во тоа и така натаму. Па е, нели, најдалеко што беше, отидовме до Афганистан, таму и тоа е далеко, али сега по ова Пацификот и така натаму, што би било за десетина, можеби тие мали членки на НАТО, што би значило тоа и отварање кон тамо или евентуално утре праќање. Добро, Соединените американски држави се обидува да направат некакво пацифичко НАТО со аукус, да речеме. Од тие причини они отвара темата за соработка со Индо-Пацифичка, али таму си наоѓаат они билатерално своји сојузници. И таа е отворена веќе сојузот со Австралија, со Јапонија, јавни сојузи на Соединените американски држави, кај што веќе може да парираат и Франција, и Англија, со Јужна Кореја. И Јужна Кореја. И тие сојузи отвара затоа што велиме ресурсите. Велите Америка како својата стратегија да може да одговори на два регионални конфликти и така натаму војни. Таму да имате цело време сили позиционирање толку, ви не може да парирате на Кина. Затоа ќе парирате со помош на партнерите. Тоа е стратегијата. Со помош на Јапонија, Тајван, со помош на Австралија, со помош на Јужна Кореја и вашите сили, тогаш Филипини сега во поново време со војните бази, веќе може да парирате, бидејќи е илустративно. Ако САД, Соединените американски држави имаат 11 носачи на авиони. Кина веќе има 3. Али видите, вие таму оперативни во тој дел, Соединените американски држави можат само 2-3 да од сите тие, не можат повеќе, другите се од другите делови на светот, 2 годишно секогаш се на ремонт и на поправки и така натаму. Значи, вие автоматски веќе овие, ако гледате билатерално, они ве стигаат во тој дел со парирање. Затоа вие сега, ако има Австралија еден, ќе има Јапонија, ќе има, па вие ќе парирате на тој начин, затоа е тоа нивна обид за стратешко партнерство во Индо-Пацифичкиот регион. И тоа интензивно се работи. Овде кај нас тие вести ние многу не ги пратиме или не ги знаеме. Ќе ви кажам пример дека истото се однесува и на Африка. Тоа јужно крило или јужно партнерство, јужен пристапот кон јужното крило или партнерство на НАТО, односно САД, веќе се наголемо се спроведува. Тоа влегува во тој дел и Африка. Па не знам колку е познато сега, нели, еве имаше кон крајот на јуни во Ботсвана, имаше конференција на началници на генералштаби на 40 африкански држави во организација на Америчката команда за Африка. И каде што собра 40 началници визави зајакнатото присуство во Африка, на Кина, на Русија и воено и така натаму, Соединените американски држави се обидуваат да е зајакнато улогата и во Африка. Да парираат на тоа влијание. Да парирате. Па имаше воена вежба во мај-април со Мароко, со Сенегал, со Гана, со Тунис, голема воена вежба каде што учествува преку 30.000 луѓе. Значи веќе навлегуваат и во африканскиот континент. Сега во моментот во Индо-Пацифичкиот регион се случува најголемата меѓународна поморска вежба која спроведува Пацифичката команда на морнарицата на САД, бидејќи они знаете у цел свет имаат тие 5 команди. Пацифичката команда е на Хаваите. Од таму се координира ова поморска вежба каде што учествуваат повеќе 30 држави од југоисточна, Јужна Азија, Соединените американски држави и неколку партнери од НАТО, каде што ќе трае 4 недели. И тоа сето е визави позиционирањето, нели, во Индо-Пацифичкиот регион
кон Кина. Да, тој пацифички регион знаеме дека е многу важен за студентите на американски држави, па и според многу анализи многу и поважен од останатите региони, доста се фокусирани таму. Добро, да поразговараме пред крајот на емисијата, уште малку да се вратиме на НАТО самитот и на нашата улога таму. Знаеме дека таму е премиерот Мицкоски и дека некако во пред овој самит повторно се реотвори прашањето за преспанскиот договор со Грција. Грчкиот премиер Мицотакис кажа, еве, читавме пред малку изјава дека повторил дека ова ќе го издигне на ниво на самитот на НАТО, дека таму ќе го постави прашањето дали Македонија го почитува преспанскиот договор. Мислите ли дека ова прашање може да предизвика некакви турбуленции за земјава? Не, мислам дека визави она што кажа на почетокот, на вакви важни самити, каде што се разговара за стотина важни теми, кои ги дефинираме веќе во неколку области, некој да се обидува сега да внесе тука некој билатерално прашање или проблем за да се разговара таму, мислам дека тоа нема опште да биде тема, може во покодниците зад стената, во тие билатерални контакти и така натаму да има, али тука прво да не биде вака и јасно нека една работа, бидејќи ова што и Грција се обидува и од позиција на појак партнер во НАТО, поблисок партнер со Соединетите американски држави визави позиционирањето глобално на Грција, што значи овде на регионот Европа. Тие како и Бугарија сака на некој начин својата подобра позиција и близина со САД се обидуваат да ја злоупотребат безбедносна позиција, да ја злоупотребуваат повторно за овие наметнување на национални прашања или овде конкретно за спроведување на ракомниот договор, а не согледување или нереално согледување искрено што вие имате направено или немате направено за имплементирање тој договор. И малце тука нели некоректно од грчка страна да обвинувате за некого дали употребил, не употребил или дали има право или нема право како лично да се изразува, да кажува дали за него тоа Македонија ќе остане Македонија, од друга страна вие по тој договор многу малку сте спровели од тој договор самите. Друго и сами одеме, патуваме таму, па гледаме каква е состојбата, па визави оние трите протоколи, меморандуми што не се изгласани. Така да мислам дека со изјавите од State Department, од представници од Пентагон, кои рекоа дека не сакаме такви билатерални прашања да се отвараат на вакви важни самити, него тоа државите треба да си ги решаваат сами согласно договорите. Мислам дека нема толку да им се даде ни внимание тамо и да се актуализира тоа. Нашата позиција е добро и ова новата влада е јасни со определбите визави НАТО, дека сте ние тука кредибилен, цврст партнер во однос на можностите што ги имаме, дека ние ќе учествуваме во голем број на акции, на активности и операции на НАТО. Видите, ние за мала држава и со мали ресурси мора да кажеме дека ние во моментот нашето учествување во меѓународни мисии, дали мировни, дали за превентивни мисии е голем. Ние имаме сопствени единици во Бугарија, имаме во Романија, имаме во Балтичките држави, имаме на Косово своја единица, имаме во европските сили во Босна и Херцеговина. Тоа е за нашиот буџет, за нашата армија, која е 6-7 луѓе, тоа се големи издвојувања и ние сме тука кредибилен партнер и затоа нели она кога велиме ние со толку проценти визави нашата улога и место како држава и процентот на буџетот нашето учество е големо. Можеби за големите држави тоа е мало, нели за нивните милиарди, али за нашето соодносно на нашиот буџет, колку е одбрамен и државниот буџет, нашето тоа учество во односи на бројот на луѓе и жители е големо. Да, значително. Добро, можат ли овие промени во НАТО кои доколку се случат, веќе ги анализиравме, нема да ги повторуваме, што се, дали може да влијаат некако на безбедноста на Македонија, бидејќи сме членка на НАТО, во тоа некакво редефинирање на НАТО, или уште поедноставно, дали тоа нешто ќе смени за нас? Да. Па видите сега долгорочно ако зборуваме, ако предвидуваме да размислуваме што би било и за година, две, или ова сега велиме стратегијата на Трамп, или ако долколку победи Трамп и неговата администрација, што значи тоа ако вели Европа или европските држави преземете си го делот одговорноста, ние ќе ве оставиме, ќе помагаме тука, секој ќе бидеме, а вие ќе бидете главни. Тоа што значи тогаш и за нас и за регионот на Балкан и така натаму. Дека улогата на САД, што ние и како се покажа со години многу потребна овде и се наш партнер, што значи дека ќе биде помала и дека улогата на европските држави ќе биде поголема, па и за овој безбедносен дел.
Како тоа ќе влие на нашите овде односи, колку Европа ќе ги штити повеќе интересите на своите членки или на членките кандидати, тоа е веќе прашање за кое треба да се анализира. Бидејќи сега на некој начин улогата на Соединетите американски држави визави овде безбедноста во регионот на Балканот гледате е некако противтеки баланс визави некои билатерални политики на членки на Европската унија каде што они застапуваат повеќе некои своји интереси или ги штитат интересите на своите членки. Тоа е големо прашање што ќе дојде доколку дојде на такво позиционирање или не повлекување или намалено присуство на Соединетите американски држави во овој регион, а Европа да ја заекне таа безбедносна улога и колку Европа ќе се издигне над своите да кажеме билатерални прашања и да има конструктивна политика, безбедносна политика кон сите држави во регионот, посебно кон кандидатите членки. И колку Европа има капацитети, може тоа да го направи да сака, бидејќи знаеме дека до сега еве на Балканот во овие 30 години обидите на Европа некако да доведе некаква стабилизација, секогаш биле килови, да речеме, некогаш и контрапродуктивни. Американската булдожер дипломатија, па и војна сила била присутен фактор. Тоа е, значи, прашање кое треба да се анализира што би било, бидејќи гледаме може и да изнадат ресурси, па се постава прашањето колку Европа ќе биде искрена и коректна и објективна во настапите кон сите, нели? Бидејќи гледаме ние имаме тука визави Европската унија, гледаме принципот. Ово е членка, него го штитам, вие сте кандидат, вие мора да слушате повеќе, јас ги штитам интересите на членот. И тука тој пристап секако ве ставува во неполна позиција, посебно земјите членки кандидати. Да. Добро, Златко Кузманов, ви благодарам за оваа анализа. Мислам дека на некој начин го заокруживме темата за НАТО самитот. Ке следуваат заклучоците, ке видиме што ќе кажат, но отприлика мислам дека ги поставивме контурите на она што ќе се случува во Вашингтон и на она што можеме да го очекуваме. Да, секој. Јас мислам дека ќе биде така и благодарам за поканата и за можноста да анализираме и поразговараме. Да, благодарам уште еднаш. А сега одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.